Фудбалскиот клуб Вардар се засили со уште еден фудбалер. Колумбинскиот интернационалец, 26-годишниот Џон Адолфо Обрегон, го стави потписот на договорот со Вардар. Станува збор за нападјач кој што беше на проба меѓу црвено-црните во текот на целиот подготвителен период во Австрија и во Хрватска, со што ги задоволи вкусовите. Имав доволно време да се запознам со моите нови соиграчи и да се прилагодам на екипата. Веќе се чувствувам како долго да сум дел од Вардар, изјави Обрегон. 26-годишниот офанзивен фудбалер досега има настапувано во Боливија, потоа во неколку мексикански клубови, во Тајланд, Бразил, во кипарскиот прволигаш Етникос Ахна и во Бојака Чико во Колумбија. Тоа е третото засилување за нашата екипа во овој преоден рок после голманот Игор Алексовски и нападјачот Джонатан Балотели. Џон, добре дојде во Вардар. Ти посакуваме само успеси, титули и многу голови во црвено-црниот дрес. Се надеваме дека во твојот дебитантски настап за ФК Вардар на 12 јули во мечот со Динамо Загреб ќе уживаме во твојот прв гол, а во продолжение гледам изјавата на твојот клубски колега Никола Глигоров. Динамо Загреб е, по мене, најдобар балкански клуб во моментов. Сигурно дека ги пратиме сите, дека они се на позиција на која што Вардар се стреми да дојде до прва. Значи имаат еден разработен систем кој носи успех, кој постојано ги води во групите од Лига Европа или Лига на шампиони, нешто што ние се уште го сонуваме. Меѓутоа се надеваме дека зошто не и оваа година дека ќе се оствари и ќе успееме ние да бидеме таму. Од кого, Никола, лично ти најмногу стравуваш од динамовци? Не би сакал, видите, Динамо е една екипа со силен колектив. Тие немаат изразити звезди во своите тимови, имаат 5 репрезентативци на Хрватска кои беа присутни на европско првенство и тоа доволно говори за нивниот квалитет. Меѓутоа не можам да посочам еден сега, сите го зборуваат Пјаца, дека е претрансфер, Рок, Чорич. Меѓутоа не сакам да кажам дека стравам од нив затоа што и сите останати се добри играчи, имаат репрезентативци од цел свет. Јужноамериканци, не знам, од Африка, исто Судани и како и да е. Така да силата на Динамо е во колективот, пак ќе кажам, во тој нивни систем на што им носи успех. Дали модрите ќе помодрат тука во Скопје? Добро, да не ги заплашуваме толку. Ќе дадеме се од себе да им загорчиме. Затоа што претпоставувам дека они се гледаат веќе во следното, во трето коло. Фаворити се и во изјавите нивни се самоуверени. Меѓутоа, Вардар има квалитет, Вардар има желба огромна да ги помрси сметките на Динамо Загреб и со исклучителна борбеност, со малку среќа да успееме нешто да направиме. Гоце Седловски, вашиот тренер, помина бајаги сезони, 6 сезони во Динамо и многу добро ги познава и како клуб и стратегиски, нели, како играат. Што ве советуваше во овој подготвителниот период? Седловски е една од позабележителните личности во историјата на Динамо Загреб. Меѓутоа мислам дека тоа во овој случај може да биде само плюс за нас, а минус за Динамо, затоа што он ќе даде се од себе, како и сите ние други, да го мине Динамо и да се насладува уште повеќе на победата. Од кога го дознавме противникот, бевме на подготовки кога го дознавме противникот, постојано ни дели совети, како индивидуални, така и тимски. И он е силно убеден и верува дека Вардар има шанси да го изненади Динамо Загреб. Чим верува, значи е позитивен и оптимиста во однос на надпреварот. Спомна дека противникот го дознавте додека бевте на припреми. Подготвителен период имавте во Хрватска и во Австрија. Како течеа подготовките, вака да ми објасниш? Еден ден опиши ми. Така, бевме 3 недели, 21 ден надвор од дома, првите 10 дена во Австрија, останатите во Хрватска. Како? Со 2 тренинга, будење 7:30, мерење задолжително, доручек од 8 до 8:30, во 9:45 се тргаше за тренинг, 10 почеток на тренинг, дока 11:30, така 15 до 12.
Враќање, ручек од 1:30, задолжителен одмор по соби, дока и 4 нешто, кафе, кој сака чај, пред вториот тренинг, 5:15 ми се чини беше тргање за втор тренинг, 5:30 почеток на втор тренинг. И така, поготово попланедниот тренинг може би подолг, работа со топка и тактики и сите други работи. Во 8 часот вечера, муабече малку и у 9 саат Европско првенство задолжително. Исто гледање, ни се погоди да ни проаѓа полесно времето, дружба по соби, гледање фудбал и така секој ден. Скоро. Ајде ми го опишеш моментот и атмосферата кога го пратевте извлекувањето, кој ќе биде противник. Мислам дека најмалку посакувавте Динамо да се падне. Така е, вистина дека Динамо беше еден од најнепосакуваните наши противници, мораме да признаеме, барем јас сега од мое име. Ждрепката ја гледав заедно со уште 6-7 колеги во мојата соба на компјутер лайв. Имавме можни 5 противници. На крај останавме ние и Салзбург и Динамо. Значи ние од не носителската група, а Динамо и Салзбург од носителите. Значи, најлошите два можни противници од сите 16 што беа во опција останаа на крај. Го извлекува и Салзбург, така да останавме во барабанот само ние и Динамо и беше прашање само кај ќе се игра првата утакмица, не извлекува прво нас и остана реваншот да се игра во Загреб. По мене може би подобро е што првата е дома. Да пробаме да одиме со добар резултат таму во Загреб и да го свртиме притисокот да биде уште повеќе на нивна страна.